По 51 пат викендов на Рудина во Долнени ќе се одржи фестивалот за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. За разлика од минатите години, новина е тоа што и двата надпреварувачки дена, и саботата и неделата ќе се одржат кај местноста Рудина во Долнени. Нема да има настап на камената бина во центарот на Прилеп. Наместо тоа, во петок во 20 часот ќе има концерт на оркестарот Александар од Австрија, кој што ќе се состои од повеќе членови од различни националности, кои што свират македонска народна музика. Овој оркестар е дел и од 16-тиот поред семинар за народни песни и инструменти, кој што се одржува во Прилеп како дел од овој фестивал. Оркестарот се создава по иницијатива на Александар Арабаджиев, кој што живее во Виена, Австрија, а е по потекло од Радовиш. Селото почна со преку приватни часови, почна да ги учат инструментите и почна луѓето да слушаат за нас и да не канат по фестивали. Тако се дојде до идеја да се формира оркестар, кој моментално е поддржан од Српското здружение Бамби во Виена. Таму имаме простори и имаме секоја недела проби. Оркестарот е сочинен главно од австрици, кои што имаат интерес и љубов кон инструментите, но има и македонци со бугарско или македонско-бугарско потекло, српско, персиско и така натаму. Значи, концептот на оркестарот е да биде некој промодерен, виенски концепт, кај што ќе имат сите националности, сите религии, сите джендери, родови, различности, можност, без разлика на сите други работи, да имаат можност да го учат тоа што сакаат да го учат. И преку нашиот оркестар ние испраќаме порака дека музиката не е уствари во гените, туку нели како што биологијата докажува дека секој кој има љубов и кој што се занесе во музиката може да биде. Јас сам се чудам како моите ученици и бенд, членовите од оркестарот, значи некои се ученици, некои се само членови, кој ниво го имат постигнато и како свират како прави македонци, или јас ќе кажам дека подобро свират од некои македонци. Така да тоа што го чувствуваш и тоа што се работи со пасија, ги померува сите граници. Така да ние сме оркестар на љубов, најбитно е да има слога и кога патуваме, нашите турнеи се, сите што не видат викат покрај музиката што звучи супер и што се стално напредува, има преубава хармонија и премногу љубов и разбирање меѓу нас самите. Освен македонска музика, свирите ли и друг вид? Моментално сме фокусирани на македонска музика, но затоа што имаме многу различни учесници во оркестарот и затоа што сме канети на многу фестивали, ние сакаме полека да растеме во еден балкански бенд. Еве на пример го имаме тука Лазар, он свири на српска фрула, сега ќе почне и на некои српски гајди. Он свири македонска тамбура, свири и кавал, но австриец свири мунт тромел, тоа е усна хармоника. Матијас исто австриец свири многу инструменти, така да имаме свири бугарски, грчки, така да имаме многу можности и капацитет и во иднина прераснуваме полека во еден балкански бенд. Излезете невестице да гледате Лазарице, излезете невестице да гледате Лазарице, но еднаш у година у субота пред Великден, но еднаш у година у субота пред Великден. Организаторите на овој семинар се радуваат што секоја година се повеќе и повеќе млади сакаат да бидат дел од него. Навистина, овој семинар е од големо значење, поради тоа што секоја година се зголемува интересот на младите, особено од Прилеп и околината, за изучување и за некување на традиционалните инструменти и народното пеење. Тука, навистина, морам да кажам дека сите оние кои што досега ги изучувале народните инструменти и народните песни на овој семинар, тоа знаење го применуваат во нивните аматерски ансамбли и културно-уметничките друштва, така што целта на овој семинар е навистина постигната и се надевам дека и во иднина ќе го правиме истото. Како дел од фестивалот ќе се одржи научен симпозиум, каде што ќе биде презентиран зборник од трудови на 14 научници од оваа сфера.
каде што 14 еминентни научници од областа на етнологијата, фолклористиката, етнокорологија, етномузикологија со своји трудови учествуваат на научниот симпозиум, кој како крајна цел е издавање на зборник на трудови, насловен како Фолклорот во минатото и денес. Тоа ќе биде во петок, во 11:30 часот во фоајето Марко Цепенков. Пред тоа имаме гајдата, промоција гајдата како дел од репрезентативната листа на УНЕСКО како нематеријално културно богатство, со што и нашиот фестивал добива се искачуване на повисоко скалило, на повисок пиедестал, имајќи во предвид фактот дека нашиот фестивал е карактеристичен токму по гајдата. На двете фестивалски вечери ќе учествуваат над 300 учесници од цела Македонија. На годинашниот фестивал ќе настапуваат 300 учесници со нивна програма од регионите од каде што доаѓаат. Навистина е импозантна бројка, каде што ни се представуваат покрај тоа што имаме возрастни групи, имаме и многу млади инструменталисти, претежно гајдаджии. Тие се појавуваат и сами се пријавуваа за учество и кога ги селектиравме, навистина ние очекуваме дека ќе имаме преубава програма. Тежок ли беше процесот на селекција? Па, знаете, да селектираме, да она што е најдоброто да го извадиме од нив и да го донесеме на сцена беше навистина потребно. Со некои требаше и да се работи, бидејќи знаеме дека ако е регионот со двогласна пејачка традиција, а ни пеат едногласно, се обидовме да им покажеме, да им помогнеме како да се вратат на своите корени, како што било некогаш негувана таа традиција. Сите љубители на фолклорот и македонскиот мелос овој викенд нека ја посетат Рудина кај селото Долнени и нека уживаат во писокот на гајдите, зурлите, кавалите, грмотот на тапаните, како и звукот на нашите прекрасни народни песни.